И здраво на сите и добре дојдовте во вториот дел од најновиот влог во кој патуваме со ташето и во овај втор дел ќе тргнеме од Ксамил, преку границата ја преминуваме во Грција, низ Игуменица, потоа малку ќе одиме во градот Парга, а од Парга се упатуваме кон островот Левкада, поточно јужниот дел на островот, како крајна дестинација за овај дел и овај втор дел од влогот. Сега тука веќе сме кај местото каде што кампував. Прекрасно беше местото, како во мала шумичка, да речем, во исполнето со дрва, со доста сенка. Единствена мана беше тоа што земјата беше доста тврда за поставување на шатор, но евентуално со малце напор се успеав и тоа да го направам. И уште една мана беше тоа што земјата беше како глина, како кал и оставаше доста боја и на шаторот остави и општо нешто ако оставе в теалиште. Тука сега сме кај еден сплав, кога одите од Ксамил кон Грција, мора да премините преку овај сплав ако неките да вртите одоколу. И ова беше богами едно интересно нешто сплавот, бидејќи не беше баш многу стабилно нешто, беше повеќе како импровизиран брод и кога тргна најанаш, кога завлечија сајлите, малце ми се затреси моторот, за момент помислив дека ќе паднам, но за среќа не се случи тоа. Еднаш откако почна да се движи сплавот, потоа беше се многу подобро. И сега тука сме, се уште сме во Албанија, се упатуваме кон границата со Грција. Еве сме тука сега на граничниот премин помеѓу Албанија и помеѓу Грција. Тука веќе сме влезени во Грција, сега возиме низ Грција всушност, десно таму го гледате Јонското море, се уште утро, сонцето се уште изгрева, а по пат тука лево гледате една брана со интересна боја на вода, со одсјај, која не ни мисле дека ќе поминам, но ете едно убаво пријатно изненадување, една убава гледка. А овде сега сме во градот Игуменица, не е некој голем град, но е доста важен град, бидејќи од тука одат доста траекти за Италија. Ги гледате таму десно и траектите. А сега само што излегуваме од Игуменица, се упатуваме, возиме покрај морето во глобала и се упатуваме кон Парга. Од левата страна веќе ја гледате Парга, тука веќе влегуваме во градот или село, не знам зашто точно се води, бидејќи не беше нешто големо. И се движиме низ тесните уличиња на Парга. А тука од десно го гледате повторно Јонското море, таму десно не е фатена, но имаше и една плажа друга, која што делуваше доста пристојно, да речам. И еве сме сега излегуваме под еден како замок што беше на, односно тврдина во Парга. И од тука имаме малце поголем поглед на градот, односно селото, не знам што е Парга, и градската плажа. А јас тука морав да направам 100 маневри, бидејќи задалкав малку длабоко и немаше многу простор да вратам, згора на се беше удолница. Но на крајот излегов, од Парга сега излегуваме и сме упатени кон прво Превеза фактички градот и потоа од таму кон островот Левкада. Тука сега влегуваме во еден подводен тунел. Тунелот буквално води под морето, на вистина тоа се случува, а одгоре одат бродови, патуваат нешто јахти, но не се осеќа, не се чувствува дека сте под вода. Прво одите доста надолу стрбно, потоа стрбно нагоре.
Од десна страна повторно го гледаме Јонското море, веќе се зголемува таа негова тиркизна боја. И сега тука видов имаш огромна колона, ме интересираше што се случува, па отидов до врвот на колоната и видов дека е всушност раскрсница за автомобили и за бродови. Имено има тука еден мост кој што е подвижен. Гледате сега поминува една јахта, воедно се чекаат и да поминат сите бродови и јахти кои што сакат да поминат, за да потоа овај мост се намести, односно се монтира сами од себе. Го започнавме денот со сплав кој се нишаше на сите страни, а сега го продолжуваме со ваков резултат на технологијата. И сега може и официјално да се каже дека сме на островот Левкада. Сега сме на северниот дел од островот и се упатуваме кон јужниот. Ова тука е градот Левкада, кој што е на островот Левкада. Ги гледате лево доста премногу јахти, премногу бродови, дури бев изненаден кога видов толку многу, бидејќи на вистина не очекував. Тука десно повторно гледаме во Јонското море и на моменти може веќе да се забележи таа тиркизна боја на морето, а ние сме упатени прво кон плажата Порто Кацики, односно најубавата плажа на Левкада, таа прекрасна плажа со тиркизна боја, а потоа таму се упатуваме кон Василики, каде што и ќе преноќувам. Патот до таму не беше баш најнов, не беше баш тазе асфалтиран, но беше доста возлив, а тука сега од каде што одам до Порто Кацики беше, да речам, најлошиот дел од патот, но сепак се возеше со кола, се одеше, не беше ништо страшно. Додека го возев, како што наближував, тие мали погледи кои што ги имав на морето, апсолутно ме вчудо не видинуваа, за да крајниот резултат ме апсолутно изненади. И таму веќе десно ја го гледате морето и под тие карпи каде што се паркирани сите тие коли кои што едва и се гледаат на видеово е плажата Порто Кацики. Сега веќе наближуваме, слегуваме кон плажата Порто Кацики, една од најубавите плажи во Грција и воедно најубавата на Левкада. Доколку немате дојдено наваму, а сакате негде во Грција да летувате, мислам дека ова ќе ви биде еден добар избор. И ова е плажата Порто Кацики. Кога ја видов плажата бев едноставно многу пријатно изненаден. Буквално немав зборови, едноставно сакав само да ја гледам и да останам таму, но не можев многу да останам, бидејќи без да платам ми дозволија ги замолив 10 на 15 минути и не сакав да претерувам. А десно го гледате таму право Василики, каде што јас ќе преноќувам и ова беше еден од подобрите кадри на целото моје патување, бидејќи одев по пат и воедно слегував надолу и цело време имав поглед на морето и на Василики, а воедно и на премногу едрилици од оние бродовите кои што одат на ветер, ги имаше премногу во морето.
А тука би сакал и да ви се заблагодарам што го гледавте овој втор дел и се слушаме, се гледаме во третиот дел.